Jemi bashkë tani për bisedën e fundit për ditën e sotme, do të flasim për kaheksia, çfarë është kjo dhe për çfarë do të flasim, çfarë janë produktet të cilat i kemi në studio. Kam në studio të ftuar doktoreshën Biljana Jovanovska Dimitrovska, доброй дofte. Ви благодарам за поканата. Ќе зборуваме денеска за кахексија, но пред да започнеме да препознаеме со онколошки пациент навремено и колку губењето на килограми представува ризик фактор. Кога разговараме за онколошки пациент, без разлика дали е диагностициран како таков или треба дополнително да се диагностицира, значи постојат знаци кои што се примарно и се општи знаци за други состојби, не само за онколошки заболувања. Меѓутоа, како диагностички критериум, нешто што ќе ни алармира кај онколошкиот пациент дека нешто се случува со пациентот е практично губењето на телесната тежина, нормално губењето на мускулна маса. Тоа е една состојба во која што ви кажав, ви напоменав уште на старт дека се случува и кај други заболувања и кахексијата кај онколошките пациенти се вика туморска кахексија. И практично ова прогресивно губење на телесна тежина која ќе дојде кај општи лекар, да кажеме, пациентот, треба да значи дека нешто се случува со организмот и дека лекарот треба да обрне внимание што се случува со него, да се земе поподробна анамнеза, да се направат дополнителни анализи, да се види колку е тоа губење на телесната маса, за колкав период. Тоа е во основа што треба да се внимава и е ризик фактор. Ме прашавте каков ризик фактор е. Ако станува збор за онколошки болен, се разбира дека кога пациентот е во негативен нутритивен статус, кога има намалена мускулна маса, дека многу полесно е да подлегне на онколошкото заболување и да не може да ги реализира третманите кои што се од онколошки аспект. Тоа е ризик за тие пациенти. Како може да ја препознаеме туморската кахексија и што представува? Туморска кахексија е комплексен метаболен синдром кој што, како што напоменав, се карактеризира со прогресивно губење на мускулна маса. Може да има и губење на подкожно масно ткиво. И она што е карактеристично, практично треба да исполнува пациентот неколку диагностички критериуми. Сега постојат и општи и специфични клинички параметри. Од општите повеќе од 5% губење на телесна маса, body mass index по 20%. Тие повеќе од 5% се однесуваат на некој период од година, дена, 6 месеци, значи пациентот ќе соопшти за таков податок. Исто така, она што е битно да се знае како диагностички критериум, кога треба да поставиме или правиме клиничка лабораторија, гледаме дека имаме покачени воспалителни параметри кои што се индицираат дека во организмот постои некаков воспалителен процес, хипоалбуминемијата. Исто така е параметар кој што може да ни асоцира дека станува збор за таков пациент, анемијата, замор константен, кој што трае, дури и после физички одмор, кај тој пациент нема подобрување на заморот. Анемијата ви ја спомнав, CRP-то е покачено, интерлевкин 6 од клиничките параметри се покачени. Тоа се во основа така, на кратко кажано, параметрите по кои што може да се водиме и да препознаеме. А што се случува кога пациентот е кахектичен и не се третира со соодветен третман, односно со ентерална исрана? Што се случува? Она што се случува е цело време што ќе се провлекува до крајот на нашиот разговор, практично пациентот ќе се чувствува неспособен да ги извршува собствените секојдневни активности кои што на еден здрав човек му се по дефолт дури не забележуваме дека ги практикуваме, станување од кревет, земање, облекување, значи основната личната грижа ќе представува потешкотија за тој пациент. Со тоа што тука веќе и заради негативниот нутритивен статус ќе имаме и одложување на лекувањето. Ако веќе имаме поставено диагноза некој онколошко заболување, нема да може толку лесно да се поднесе самата основната терапија која што треба да се практикува и нормално дека ќе се зголеми процентот на смртност, се зголемува процентот на неуспех од тоа лекување.
Тоа е во основа што се случува. Јасно. А кај кои пациенти е зголемен ризикот од кахексија? Кахексијата реков дека е значи еден синдром на прогресивно губење на телесна маса. Понекогаш може да се случи да нема губење на телесна маса толку интензивно. Може да има само, ако, пошто е општ симптом, сега не разговараме само за туморска кахексија, значи, она што ќе каже дека имаме зголемен ризик од кахексија кај пациенти кои што имаат најразлични здравствени состојби. И тоа губење на мускулна маса ќе се случи заради некое подлежечко заболување. Значи, пациенти кои што се долг период залегнати, пациенти кои што треба да подлежат на операција, пациенти кои што се во интензивна нега, значи имаат некаква траума, најразлични оперативни зафати, нели напоменав. Може пациентот да изгледа релативно здраво, да не се гледа промената во неговата тежина, да губи само мускулна маса, на местото од мускулното ткиво да се надополнува и масно ткиво. Овој тип на кахексија се разликува од онколошкиот тип на кахексија, односно туморската кахексија, бидејќи туморската кахексија е цело време медирана од воспалителен, еден општ воспалителен одговор на организмот, како што напоменав, нели се покачуваат тие воспалителни маркери и трае долго време и коегзистира и кахексијата, и губењето на мускулното ткиво, и покачување на воспалителните параметри, а кај другите типови на причини кои што, да речам, заболување или состојби кои што се јавува кахексијата, тука нема воспалителен одговор, меѓутоа има некоја друга стресна состојба во организмот. Конкретно таков пример, бидејќи губењето на мускул се случува на секојдневна база. Да, тоа сакав и да прашам, како може пациентот можеби да знае дека е кахексија или мора да дојде на лекар? Да, треба да се обрати на лекар дека станува збор за кахексија. Они алармираат сами кога ќе видат дека губат прогресивно телесна маса. Се они не можат да знаат точно дали станува збор за кахексија. Нас нема да ни биде проблем толку многу синдромот, колку што ќе ни биде проблем детектирањето на причината заради која што се случило. И ви викам, значи, губењето на мускулната маса, распаѓањето на мускулното ткиво се случува секој ден. Што се случува кај онколошки пациенти, па и кај други причини кои што се јавуваат, заради кои што се јавува кахексија. Значи имаме интензивно распаѓање на мускулно ткиво, нема време организмот, значи има поголем катаболизам, 2 пати е поголем катаболизмот. Еден онколошки пациент губи 2 пати повеќе мускулно ткиво, а нема капацитет да го надокнади нутритивниот дефицит. Тоа е она што стои во основа и на општа кахексија, кој што се должи на друга причина, не само на онколошко заболување, а од друга страна пак туморската кахексија треба да се детектира многу рано, треба да се пристапи со адекватна некаква интервенција, да кажеме нутритивна, за да може да го подкрепиме самиот пациент. Ама можно е, значи да се... Да, апсолутно е можно. Како правилно треба да се третираат онколошките пациенти кои се со кахексија и односно губат на килограми мускулна маса? Третманот може да биде фармаколошки и нефармаколошки. Сега од фармаколошкиот третман, тука денес да го дискутираме малце поподробна и поширока тема, се употребуваат и кортикостероиди и други мегестрол, ацетат и други супстанции. Меѓутоа, од нефармаколошкиот третман треба да се воведе ентерална исхрана. Тоа е една сериозна подкрепа на еден организам кој што веќе навлегол во катаболизам. Тоа значи дека поинтензивно се разградуваат мускулите и се дава адекватни формули, постојат на пазарот адекватна формула, например конкретно имајте Ensure Plus Advance, една од нив која што е застапена на нашиот пазар. И треба рано да се детектира, да се даде. Доброто кај овој тип на формули е тоа што има комплетно избалансиран нутритивен биланс, да речем, може да се постигне со нив, со тоа што има направено многу клинички студии во врска со... Има и дилеми
во врска со тоа колку треба да се даваат, не треба ли да се даваат протеини, колку да се содржи во исхраната. Значи, целта е да го изведеме пациентот од катаболизмот и да ги дадеме потребните дневни количини на протеини, а со ентерална исхрана, значи со овој тип на третман, ние постигнуваме да ги задоволиме потребите на пациентот дневни и да направиме нефармаколошки третман во однос на кахексијата. Која е разликата од обични протеински напитоци и од медицинската етерална храна? Разликата е во тоа што медицинската ентерална храна содржи балансирано количество на протеини, содржи аминокиселини, конкретно многу битен, бидејќи во последен долг период се прават клинички студии во врска со ентерална исхрана, кога да се почне, кај кои пациенти, дали треба да има многу протеини, нема протеини, дали да се направи пауза кај некој критичен пациент, дали кај онколошките пациенти треба да се воведе исхрана. Значи, битно е да има адекватна количина на протеини. Тука станува збор, значи, знам дека во врска со Ensure Plus Advanced конкретно, со 2 шишиња веќе се добиваат 40 грама протеини во текот на денот. Има витамини, содржи една ХМБ молекула, која што исто така повеќе ја знаат и луѓето кои што вежбаат активно. Таа ХМБ молекула представува метаболит на една есенцијална аминокиселина која што е левцин и придонесува за да кога има катаболизам, го спречува практично преактивниот катаболизам, кој што е нагласен кај онколошки пациенти и сите стресни состојби на организмот, и од друга страна помага за ресоздавање на нови мускулни клетки. Значи, тоа е еден метаболит. А сето тоа треба да постои во една адекватна ентерална храна, која што е наменета за медицински цели, значи треба да ги содржи адекватната количина на протеини, треба да содржи ХМБ пожелна молекула. Во некои од молекулите се става дури и омега-3 масни киселини кои што имаат антиинфламаторни способности, така да мора да има балансирана вредност на сите составки во таа исхрана која што е ентерална и за медицински. Кои се некои од дилемите на пациентите највише кога доаѓаат и дознаваат дека имаат кахексија, не знаат што е? Кои се некои од дилемите што ги имаат, прашањата што ги имаат најчесто? Дилемите. Не секогаш е целта да постигнеме во телесна тежина. Најчесто тоа е, јас сакам да се здебелам. Значи, за мене не значи дека ако некој пациент изгледа како да кажам, адекватно, по наши стандарди, дека ако изгледаш слаб, дека треба, не знам, дека си ти адекватен и дека не си адекватен или некој изгледа пополно од тебе. Значи, дилемите се константно во врска со тоа колку треба да тежам. Сега си постојат специфични формули, како што го спомнав Body Mass Index, кои што треба да бидат исполнети. Други дилеми не можам да се сетам во моментот за кои се дани, најчесто како треба да изгледам, многу изгледам слабо и така натака. За мене би било во ред кога би имала некој таков пациент кој што има некое хронично заболување, да има сила да се справи со заболувањето кое што е во основа на кахексијата и да може да има адекватен нутритивен статус, затоа што не секој пациент треба да изгледа неухрането за да се дефинира дека не му е доволно добар нутритивниот статус. Постојат клинички параметри со кои што може да се докаже и анализи. Освен овие пациенти кои знаат више дека имат или се кахетичните пациент, кахетичен пациент, кој друго може да го прими овој производ што го имаме и тука? Да, јас сакав да го напоменам и тоа, значи катаболизмот рековме дека е и нормална појава. Денес беше разговор за туморска кахексија, меѓутоа има една состојба која што е физиолошка, а од друга страна пак се случува и преминува веќе и во патолошки процес. Тоа е прогресивно губење на мускулна маса,
која што се вика саркопенија и се случува најчесто кај постари пациенти, пациенти кои што се подолг период залегнати во кревет заради различни причини, значи без разлика за која дијагноза станува збор. И би било добро да се знае дека секој пациент веќе над 60 години, односно не пациент, секој човек, секој човек над тој возрастен праг има зголемен афинитет кон катаболизам. И тогаш се случува разградување зголемено на мускулната маса и се препорачува над таа возраст да се прима некој додаток во исхрана, односно исхрана со медицинска намена, а тоа е конкретно, например, ваков тип на додаток, Ensure Plus-от Advance е конкретно за такви пациенти. И тоа е апсолутно стабилна подршка која што сметам дека може секој од нас да ја зема, особено луѓето кои што се во таа критична возраст. Јас малце ќе зборувам и информациите, сакам да зборувам малце и за информациите што ги добиваме преку интернет. Затоа што, еве, овој разговор можеби ќе влие кај тие што не следат, за да знаат точни информации, но што случува и дали има такви случаи каде ќе доаѓаат кај вас и ќе прашуваат за некој прашање или ќе читат нешто на интернет што можеби не е тоа, ќе знаат дека имаат кахексија, например, и на интернет има све, нели? Дали имате такви случаи или и како вие го гледате ова што секој може да пишува во интернет, а понекогаш тоа може да биде и штетно, да. Видете, не е лошо да се информираш во никој случај, бидејќи живееме во таков свет каде што секоја информација не е достапна. Јас би кажала дека треба да ги бираме изворите од каде што читаме, тоа е прво. Во однос на дезинформациите кои што стигнале по некаков начин или пак фиксацијата за некои информации кои што ги чита пациентот, независно дали станува збор за оваа тема или не, треба да се обидеме да ги разјасниме. Сега конкретен пример, не знам, ако ми кажете некој конкретен пример, јас би ви кажала како би постапила за конкретниот пример. Не сакам да настапувам, остави тоа, не е битно што си прочитал на интернет, него сакам да видам кој е мотивот и што го загрижува пациентот. Ако гледам дека се инсистира на нешто кое што навистина ќе наштети од мој аспект, од лекарски аспект, не би дозволила да ги прати стандардите и би кажала дека која е мојата препорака. Мислам, апсолутно дека препораката е сепак избор на пациентот дали ќе ја следи во крајна сметка. Наша должност како лекари сме да кажеме што е правилно и што е медицински оправдано од друг аспект. Да, е сепак избор на пациентот. Јас мислам дека секогаш ова е многу важно да се каже од вашата страна, затоа што ние цело време зборуваме во медија, во телевизија, дека имајте предвид дека не се што читате во интернет е точно, но кога станува збор за здравието, тоа е уште посериозно. Гледам дека имаме и брошури како може да се користат овие производи, дали знаеме, дали каде може да земат информации сите наши гледачи? Конкретно ги има во сите поголеми аптеки во Македонија. Ги има во различни вкусови. Во зависност од медицинската состојба, значи препорачана дневна доза, најчесто се вика изопротеински, да речам, значи нешто што нема преголема концентрација на протеини, затоа што и екстремите на користење на протеини си има своји несакани последици, се 0,8 мг на килограм протеини. Значи, пациентот како ќе добие информација, претпоставувам дека сите колеги се информирани како може да ги користат. Во најмала можна рака може да се обратат и до компанијата, а и фармацевтите се најчесто за ваков тип на производи, да кажам, најчесто првите луѓе со кои што се сретнуваат. Ако пациентот сега види во моментов дека станува збор за некој ваков тип на исхрана, сигурно ќе побараат помош дополнително. Фармацевтите би требало да го дадат адекватниот совет, АБОТ исто така ќе си даде свој насок и мислам дека лекарите, нивните избрани лекари дека имаат адекватна информација, сите колеги ги знаат овој тип на
ентерална исхрана, кога, како, колку да се применува, бидејќи си има специфики, не е се така толку лесно. Единствено Ensure Plus Advanced, ви кажав, кој што е за напредната возраст, над 60-70 години, превентивно може да се пие и нема да наштети никако, затоа што дозата на протеините си е адекватна. Ви кажав, има и витамин D, има и адекватно, лесно сварливи протеини кои што ја поттикнуваат дигестијата во зависност од формулата, така да мислам дека ако се обратат на своите лекари, дека ќе добијат адекватна информација. Ние сме при крај на овој разговор. Дали имате нешто друго да додадете, нешто што може би јас не ве прашав во врска со кахесијата, туморската кахесија или нешто друго било што? Па не, јас би сакала да кажам само дека од есенцијална важност е нутритивниот статус на секој човек, не само на пациент кој што има некакво заболување, и дека моментот на вниманието во кое што треба да се обрне внимание на собственото здравје не е во моментот на поставување на некаква диагноза. Им препорачувам на сите гледачи, не само пациенти, да внимаваат на собствениот нутритивен статус, адекватно внесување на протеини и на минерали, апсолутно да има застапена, да не биде доминантна јаглехидратната и брзата исхрана. И доколку имате некаков проблем, информирајте се и барајте совет од лекарите, од фармацевти и така натака. Мислам дека најадекватен ќе биде одговорот од еден лекар отколку да се информираат сами за различни содржини, особено кои се битни и есенцијални за здравје. Јас ви благодарам многу што денеска бевте со нас и се надевам ќе се видиме пак за слични теми. Да, ви благодарам многу за поканата. Фала ви многу и на вас.